Во продолжение ќе го слушнаме професор доктор Владимир Трајковски, председател на Македонското научно здружение за аутизам и воедно еден од организаторите на оваа трибина. Тој ќе ни се представи со темата поврзаност на биохемиските нарушувања кај Даун синдром и аутизам. Почитувани присутни, дами и господа, драги пријатели, деца и лица со Даун синдром, еве јас да ве поздравам. После спектакуларниот настап на Елена Петреска, наистина ќе биде тешко да ви го одржам вниманието, но ќе се обидам во следните 15 минути да го направам тоа. Зошто Даун и аутизам и зошто МНЗА во овој ден? Може би моето предавање е одговор на тоа зашто ние како здружение решивме да го одбележиме овој ден. Која е поврзаноста? Голема е поврзаноста. Например, во студија од 79 година вели дека ретко е да се има аутизам и Даун заедно, но потоа 20 години подоцна, 1999, најмалку 7% од децата со Даун има секундарно аутизам. 2001 година докажува дека аутизмот кај Даун синдромот воопшто не е ретка состојба. Бидејќи инциденцијата на аутизмот е многу покачена кај Даун, се поставува прашањето какви се сличностите и дали постојат сличности помеѓу аутизмот и Даун синдромот. Интересно е да се постави прашањето што се сменило од тие 20 години од 79 до 99 и што го прави тој коморбидитет од 7%. Одговорите сигурно лежат во оксидативниот стрес и во следните работи кои што ќе ви ги напоменам. Значи, докажано е дека постои оксидативен стрес на ниво на клетката и на ниво на митохондриите, покачени метаболички биомаркери кои што водат до една оштетена метилација кај децата со аутизам и секако кај децата со Даун синдром. Мерени се едни соединенија изопростани во амнионската течност за време на бременоста и укажано е дека тие се покачени дури 9 пати. Оксидативниот стрес се јавува многу рано во бременоста кај мајката која што носи плод со Даун синдром и може да биде еден од маркерите за докажување. Дали оксидативниот стрес кај бремените жени може да придонесе за ризикот од аутизам во нивното потомство? Одговорот е секако да. Ова се сложени шеми кои што ја нема многу да се задржам за да не го пробијам времето, бидејќи се договоривме да видиме околу 15 минути. Значи, намален е метионинот, намален е S-аденин метионинот и така натаму во целиот тој циклус, хомоцистеин, значи кај аутизам во споредба со контролните субјекти. Сите овие слайдови ќе бидат поставени на мојот профил на слайдшер, така што ќе може и да ги погледате подетално по завршетокот на оваа денешна трибина. Значително има зголемување на концентрациите на хомоцистеин и метотрексатната лимфоцитотоксичност која што се забележува кај мајките кои што носат плод со Даун синдром и секако можеме да заклучиме дека покачениот хомоцистеин кај мајката е еден од ризик факторите да се има дете со Даун синдром. Овде е дадено, значи, зголемувањето на соединенијата кај мајките со Х е означено повисоките концентрации на S-аденин хомоцистеин и хомоцистеин, кои што реков кај мајките се покачени и представуваат маркери. Исто така зголемиот хомоцистеин е показател на дефекти на невралната цевка, морам да назначам, и мајките може би имаат зголемиот хомоцистеин и секако тоа би представувало дека имаат проблематичен фолатен метаболизам и токму заради тоа нели треба превентивно да се зема фолна киселина пред да настапи концепцијата, бидејќи во тој метаболички пат фолната киселина има значено влијание. Споредбата на биохемиските наводи кај мајките и децата со Даун и мајките со аутизам правена една студија од Джил Джеймс, лабораторијата во Америка, каде што е видено дека 86 мајки од деца со аутизам и 200 контролни, сите овие параметри се покачени. И хомоцистеин, и S-аденин хомоцистеин и глутатионот па за жал е намален, а оксидираната форма на глутатион е зголемена. Значи овој првиот е оној така наречениот добар глутатион, а овој вториот е под наводници лошиот, односно оксидираниот кој што ги прави проблемите во клетките.
Понатаму, постои ли индикација дека зголемиот хомоцистеин најден кај мајките на децата со аутизам може да постои пред нивната бременност? Секако дека постои. Зголемениот хомоцистеин е докажано дека е асоциран со депресијата во семејството и укажано е дека во American Journal of Psychiatry студијата од 99-та дека постои силни докази на семејна историја на депресија кај аутизмот секако. Постојат ли докази дека алтерацијата на хомоцистинскиот метаболизам може да го зголеми ризикот да се има дете со аутизам? Тоа го докажува студијата со антиепилептикот валпроат, кој што е користен да индуцира состојба слична на аутизам кај анималните модели за аутизам. Постојат многу сличности меѓу аутизмот и антиконвулзивниот синдром, што се гледа кај децата чии што мајки земале валпроат за време на бременоста. Постои една хипотеза која што вели дека ненормалниот хомоцистински метаболизам кај мајките на децата со аутизам е присутен за времето на бременоста и може да действува на сличен начин како што тоа го чини медикаментот валпроат. Други сличности помеѓу Даун синдромот и аутизмот. Близначната бременост е почеста и кај двете состојби. Од биохемијата веќе нешто напоменав, сега малку да сумирам, намалени се S-аденилметионин, хомоцистеин и глутатион, а зголемена е оксидираната форма на глутатион и кај двете состојби, кај мајките пак на Даун и аутизам, зголемени S-аденил, хомоцистеин и хомоцистеин и сличниот на тој се гледа кај експозицијата со валпроат. Целијачната болест исто така која што ги поврзува овие две состојби, едно од 14 лица со Даун има целијачна болест и исто така извештаите покажуваат на една компарација зголемена на целијачната кај аутистичниот спектар на нарушување. Веќе спомна и претходните професор Зисовска, зголемени автоимуни нарушувања, кај двете состојби намален цинк, кој што има огромно влијание во имунолошкиот статус на лицата со Даун и аутизам, тироидните нарушувања, висока зачестеност на антитела кон тироидата и така натаму. Нарушен е имуниот систем во глобала, ви рекол, има една имуносепресија, нарушен однос од CD4 и CD8 клетки, нема да одиме во детали, и намалена е клеточната активност на клетките природни убици или natural killer cells. Што е она доброто, што ги исто така ги поврзува овие две состојби, тоа е добриот одговор на метил B12 во терапијата. Во една инвитро студија е докажано дека кај Даун синдром, па и кај аутизам, има добар метаболен одговор на метил B12, кој што може да се користи кај разни други состојби на ревматоиден артрит, кој што зголемува активноста на метионин синтетазата ензимот, но може да е значаен во овој нарушен биохемиски процес. Која е поврзаноста на Даун синдромот и живота? Доста сум зборувал за аутизмот и живота, но студиите последни велат дека живота има како еден од срединските фактори влијание врз зголемената експресија на ензимот супероксид дизмутаза, кој што се наоѓа на 21 хромозом, неговиот ген, и води до зголемен оксидативен стрес на ниво на клетката во ензим. Анималните модели и студии кај луѓето наоѓаат исто така дисфункција во холинергичниот систем на ацетилхолинот, кој што е еден од најзначајните невротрансмитери, и потврдено е дека фактички експозиција на жива и живини препарати ќе доведе до една холинергична дисфункција воопшто. Ги спомнав митохондриите кај Даун синдром и кај аутизам. Доста добро е документирана таа митохондријална дисфункција и нарушувањето на сите тие комплекси на цитохромоксидаза, изоцитрат дехидрогеназа, намалени протеински нивои на комплекс 7, значи сето тоа се гени и ензими кои што потекнуваат од митохондријалната ДНА, која што е нарушена кај лицето со Даун синдром. Забележана е акумулација на токсични слободни радикали заради овој оксидативен стрес, уште во утерусот започнува тој процес. И студиите на феталните мозоци и на амниоцитите покажуваат една општа митохондријална дисфункција која што се јавува уште пред раѓањето. За митохондриите кај аутистичниот спектар само еден слайд, значи што на 9 ноември 2007 Американскиот суд пресудува во корист на случај со аутизам дека е предизвикана од вакцина што има тимерозол. И тврдењето е дека го влошуваат состојбата на митохондријалната функција и водат до нарушување
ниво на мозокот и еден спин од медиумите, кој што за жал денес ги немаше. Изборите и беа побитни, но тоа потоа на крај ќе го кажам. Ова беше необичен случај, вели американскиот печат, митохондриалните нарушувања се ретки, тоа е спинот. Ова се тука студиите кои што ја поврзуваат митохондриалната дисфункција кај аутистичниот спектар на нарушувања и се проценува дека дури 20% од децата со аутизам имаат митохондриална болест. Митохондриите кај Даун синдромот, која е логиката и објаснувањето, значи имаат помали мембрански потенцијали, физиолошки малку објаснување, што се должи на зголемена чувствителност на овие органели кон сите токсични агенции пред се кон живота и ловот. Дали тимирозолот може да биде еден од оштетувачките агенции, јас верувам во тоа, некај сите, нормално, но кај одредена субпопулација, особено на аутистичен спектар, да. Кажав за живота, индукцијата на супероксид дизмутаза, со тоа се зголемува водород пероксидот во клетката, еден од најмоćните оксиданси, значи буквално кажано на народски за родителите, доаѓа до согорување на клетките. Каде може да биде зголемен цистинот? Рековме кај лица, веќе да се навратам на претходно кажаното во однос на хомоцистинот, кој што исто така е важен во таа метаболичка карика, односно синџирот. Кај лицата што користат валпрат, кај мајките со аутизам и мајките на Даун синдром, лицата со депресија и дури исто така кај лицата со кардиоваскуларни нарушувања. И уште нешто при крај су, значи поврзаноста на карциномите, аутизмот и Даун синдромот, ова се најнови студии, кој е објаснувањето зошто особено децата со Даун имаат леукемија, а децата и лицата со возрастната возраст со аутизам имаат карциноми, тоа е заради нискиот глутатион кај Даун и кај аутизам. Ниските нивоа на глутатион водат до една општа нестабилност на ДНА во клетката, ги прават посензитивни за сите оние средински фактори кои што може да бидат тригер механизм кај на една лоша генетска основа, особено зборам за кај аутизмот. Децата со Даун имаат 15 до 20 пати зголемена појавност на леукемија, тоа е докажано, постои зголемен морталитет од карцином, особено од леукемија кај Даун, а исто така и кај лицата со аутизам и забележана една зголемена асоцираност помеѓу аутизмот и леукемијата. Живота во ниски концентрации познат мутаген агенс и мутагеноста на живота е докажано дека е каузално поврзана со индукцијата на водород пероксид внатре во клетката. Затоа децата кои што имаат нисок глутатион треба во третманот да примат, тоа е препорака на дан школата и се забележуваат подобрување во клиничката слика. Живота, како што напоменав, го предизвикува формирањето на водороден пероксид преку ензимот бакар-цинк супероксид дизмутаза, кој што е прекумерно активен кај Даун синдромот. И заклучоци и препораки, постои поврзаност помеѓу биохемиските нарушувања кај аутизмот и Даун синдромот, постои оксидативен стрес кај двете состојби, постои зачестена појавност на автоимуните состојби кај Даун и кај аутизам, постои етилошка поврзаност со живота како тежок метал и постои намален глутатион кај двете состојби. Кои би биле препораките за истражувачите особено? Студиите треба да бидат од независни истражувачи без постоење на конфликт на интереси. Акцентот да биде ставен на биолошките механизми пред се, не многу на епидемиологијата. Спроведување на анималните студии да се докаже сензитивноста кон тимирозол, кој што уште е под знак прашање во некои центри, и студиите на Даун синдром и аутизам да добијат исто ниво на популарност како што го има тоа, например, Даун синдром и Алцхаймеровата болест и како што го има поврзаноста на Даун синдром и леукемијата. Мој впечаток е дека овие две поврзаности доминираат, а многу малку за сега изборено, особено не во Македонија, за поврзаноста на Даун синдром и аутизмот. Ви благодарам за вниманието.